Јосип Броз Тито влезе во историјата на 20. век како еден од водечките светски политичари. Личност која во својот долг и бурен живот ги преживеа двете светски војни. Успешно ја предводеше Народно-ослободителната војна на Југославија и стана втемелувач на новоуредената југословенска држава врз федеративен принцип. Начело на оваа втора социјалистичка Југославија, како председател, маршал, врховен командант на Југословенската народна армија и лидер на единствената политичка партија, Комунистичката партија, остана до крајот на својот живот. При тоа како еден од балканските лидери, во миговите кога требаше конечно да се разреши македонското национално прашање, имаше важна улога која беше поврзана како со реализација на програмата на КПЈ во однос на националното прашање на внатрешен план, така и според интересите на големите сили на надворешен план. Гледано од денешен аспект, од една нова историска дистанца, а пред се заради откривањето на нови документи, особено од неговиот личен фонд и фондот на Сталин во Советскиот сојуз, историската наука е должна да ги стави на преоценување одделни моменти од Титовата дејност во кои провладувале партиската пропаганда и дневната политика, а не доблеста на науката. Јосип Броз, иако според званичните биографии е роден во 1892 година во Кумровец, Хрватска, тој го започна чекорењето кон највисокото раководство на КПЈ релативно доцна 1927-28 година, една деценија по формирањето на КПЈ преку раководството на Загребската партиска организација. Доаѓањето на чело на Комунистичката партија за Тито не било воопшто лесна цел. Перо Симиќ, еден од најпознатите биографи на Тито, во својата книга «Тито, тајна на столетието», го опишува во детали овој дел од животот на Тито. Во тие времења, освен додворувањето кон Сталин и докажувањето кој е поголем комунист во Москва, најголем дел од југословенските комунисти, кои претендирале за генерален секретар на Комунистичката партија на Југославија, се подкажувале и давале информации еден за друг. Покажувањето со прст кон другите никому од нив не му помогнало да извлече жива глава од советското осило, а на Тито токму тоа му помогнало да напредува секој ден и во секој поглед. Првата страница од таа најмистериозна фаза од животот на Тито е отворена на 4 март 1935 година, кога се сретнал со двајца кадровци од Коминтерната и давал информации, меѓу другите и за актуелниот секретар на Комунистичката партија на Југославија, Милан Горкиќ. Откако Горкиќ паднал во немилост на Коминтерната, лажно обвинет и стрелан во Москва во 1937 година, се отворил патот за избор на нов генерален секретар, а Тито веќе бил еден од повеќето кандидати. A jedan od prvih uslova je bio da prvo pokaže snalaženje u terminologiji, političkoj terminologiji komunističkog pokreta, prevodeći istoriju SKPB-a koju je napisao Staljin. Drugi, jedan od najvažnijih uslova jeste da učestvuje u staljinističkim čistkama nad jugoslovenskim komunistima koji su osumnjičeni da nisu baš dovoljno staljinisti. На 23 септември 1938 година, Тито во Москва пишува едно од најпроблематичните тајни писма од својот живот. Писмото носи наслов «Мојот однос со личностите кои се демаскирани како саботери и непријатели на нашата партија». Во ова писмо дава информации и подкажува деветмина до вчерашни партиски другари. Камило Хорватин Петровски, Ѓуро Цвијиќ Крешиć, Иван Гржетиć Флајшер, Милан Гркиć, доктор Симо Марковиć, Филип Филиповиć, Симо Милјуш, Антун Маврек Кербер и Стјепан Цвијиć. Сите овие луѓе се убиени. На крајот од писмото Тито напишал: "Доколку се потребни податоци за некого кого не сум го спомнал овде, молам да ми се каже." 4 дена по ова писмо, Тито во трка за партиската функција се ослободил и од двете своји венчани сопруги, поранешната Пелагија Белоусова и тогашната Луција Валтер. Воопшто не штедел лоши зборови пишувајќи за нив. Пелагија веќе била во затвор, а осудата од Тито уште повеќе го загорчил животот, додека Луција Валтер, под лажно обвинение дека е германски шпион, веќе била убиена кон крајот на 1937 година.
Ja sam našao podatak da je recimo isključio najmanje 11 visokih funkcionera marta 1939. godine, još su bili živi. Svih 11 je streljano samo mjesec dana kasnije, kad je on doneo odluku sa 5 svojih najbližih saradnika na jednom neformalnom sastanku, kad nije postojao nikakav politbiro, nikakav centralni komunitet Komunističke partije Jugoslavije. Pero Simić ke podvleče. Navreme se distanciraše od svojeg prethodnik, navreme se vključivo trkata za njegov naslednik, navreme vo Moskva davaše karakteristiki, mislenji i podatoci za svojite potencijalni konkurenti, navreme isfrli stotina svoji partijski drugari i navreme je stekna do verbata na Kominternata. Vo periodot 1939-40 godina Tito dobiva odobrenje od Moskva da zastane na кормилото на Комунистичката партија на Југославија. Но што се однесува до македонското прашање и Тито, можеме да констатираме неколку работи. Првата работа е дека во периодот меѓу двете светски војни и делумно во текот на народно-ослободелната борба, Тито малку го познавал македонското национално прашање. Втората работа е дека непосредно после Втората светска војна расчистил со сите носители во Македонија, со сите носители на поинакви опции на решавање на македонското национално прашање од она кое го зацртал Јосип Брз Тито, односно Политбирото на Комунистичката партија на Југославија. Јосип Брз Тито имал јасен став по однос на македонскиот идентитет. За него тој не го доведол воопшто во прашање, не доведол во прашање самобитноста на македонскиот национален индивидуалитет. Меѓутоа, сметал дека македонското национално прашање треба да се реши исклучиво во рамките на Југославија. И секое барање за обединување на Македонија било сметано за сепаратизам и национализам. Иако во рамките на Југославија македонски идентитет бил признаен, сепак се наметнувала една потреба да се нагласи повеќе југословенството над националното. Не само во Македонија, туку и во другите републики. Меѓутоа, тоа во Македонија одело особено тешко, од причини што кај македонците постоела одбојност кон самиот термин и поим Југославија, затоа што ги потсетувало на еден дискриминаторски, ненационализаторски режим кој што бил спроведуван во периодот на меѓу двете светски војни. Па така создавањето на тој двоен идентитет како југословени и македонци не одел според планираното во Македонија. Тоа може да се види и од подоцна од пописите каде што еден незначителен дел од македонците се декларирале како југословени. Јосип Броз Тито влезе во македонската политика и македонската историографија, која се создаваше во времето на еднопартискиот комунистички период, како личност која меѓу југословенските комунисти имала најголема улога во решавањето на македонското национално прашање. Се разбира дека тоа беше резултат на добро организирана партиска агитација и пропаганда, која требаше да ја задоволи амбицијата на Тито, тој да се представи како омилен водач на сите југословенски народи. Од друга страна, тоа се должеше и на сервилноста на пројугословенски ориентираните партиски кадри во Македонија во текот на народно-ослободителната борба, но особено по завршувањето на војната и за време на уредувањето на внатрешните партиско-политички односи во Асномска Македонија, кога на раководството на КПЈ му беа потребни нови кадри кои ќе ја величаат личноста и делото на Јосип Броз Тито. Јасно верувам дека Тито пред Втората светска војна беше многу запознат со, да кажеме, македонското прашање, бидејќи тоа прашање се разгледуваше во Коминтернат, во Москва, балканската секција на комунистичките партии. Меѓутоа, исто така е сигурно дека кога тој дојде на чело на КПЈ 37-та година, некаде бил детално запознат со тоа прашање. Второ што треба да се истакне е дека тој ги прифати одлуките на големата четворка од Јалта и Техеран околу поредокот во Европа по
завршување на Втората светска војна и се држеше до тие одлуки. Имено во тоа договарање на големата четворка, односно во тоа време тројка, Сталин, Рузвелт и Черчил, Југославија, која требаше да се реконструира по Втората светска војна, остана во границите, може би со некои корекции кои ги имаше и претходното кралство Југославија, и второ, таа беше поделена 50-50 како интересна зона, и тоа по половина на исток и на запад, односно на СССР тогашен и на западните сојузници. Ова битно влијаеше на историјата на Македонија, на модерната историја на Македонија, затоа што не ги зема во обзир позицијата, статусот и интересите на македонското малцинство во соседните земји, пред се во Грција и во Бугарија, а тие пак речиси беа 100% поделени блоковски. Тоа имаше многу негативно влијание врз обединувањето на Македонија, која беше една исконска желба на овој народ и неговите прогресивни ослободителни сили и слично. Да се направи еден пресек за оно што значи Тито за Македонија, можеме да го гледаме од две страни. Едната страна е тоа што Тито уште во почетокот како идеја го имаше зачувувањето на кралството Југославија како граници, меѓутоа тој успеа да го направи оно што до тогаш не беше направено од другите политичари во кралството Југославија. Имено Тито ја призна посебноста на сите народи на Југославија, а со тоа и на македонскиот. Но пред се треба да се има предвид фактот дека Тито не беше ниту првиот, ниту единствениот раководител на КПЈ, кој го внесе во теоријата, програмата и практиката на КПЈ, македонското национално прашање, како едно од најактуелните политички, национални и државни прашања во многонационална кралска Југославија. Комунистичка партија Југославија још пред доласка Тита на njeno čelo имала у суштини изграđenu националну политику и решење националnog питања svih jugoslovenskih naroda, pa i makedonskog. To rešenje je bilo pod snažnim uticajem Kominterne, formulisano još 1928. godine na 4. kongresu Komunističke partije Jugoslavije u Drezdenu, kada je zapravo formulisana politika prvi put u Komunističkoj partiji Jugoslavije da svi jugoslovenski narodi imaju pravo na samoopredeljenje do odcepljenja. I prvi put se u dokumentima Komunističke partije Jugoslavije pominje i makedonsko pitanje da ga treba rešiti na taj način. Dakle, Tito je nasledio partijsku politiku, nije on je uopšte izgradio, niti je na bilo koji način doprineo, ali se može reći, bez obzira na sve, da je imao izvesne zasluge što je nacionalno pitanje u Jugoslaviji, kad je on došao na vlast, rešeno zaista na taj način. Јас ќе се обидам малку да ја разбијам таа матрица која што беше карактеристична до пред 20 на години, дека комунистичкото движење, односно комунистичката партија на Југославија, била двигателот на посебна идејата за посебност на македонскиот национален идентитет, заради фактот што паралелно додека комунистичката партија на Југославија и приврзаниците действуваат, односно агитираат на теренот, не сме да се заборави фактот дека македонските интелектуалци, како Методи Андонов Ченто, Методи Шатаров Шарло, Панко Брашнаров, Петре Пирузе Мајски, действуваат активно на теренот и не пропуштаат можност да ја истакнат посебноста на македонците, односно на македонскиот народ. Јосип Броз во периодот од 1928 до 1934 година поминува во затвор, без и да биде информиран, а камоли да придонесува за актуелноста на македонското национално прашање и присуство на истото во форумите и документите на КПЈ. Дури од 1939 година, кога ги затврсти своите позиции како генерален секретар на КПЈ, Тито имаше повеќе информации за она што бараа македонците, како се организираа и кои беа најгорливите прашања за нив. За разлика од Јосип Броз,
Повеќе членови на раководството на КПЈ, меѓу кои Коста Новаковиќ, Триша Кацлеровиќ, Сима Милјуш, Сима Марковиќ, Моша Пијади и други, уште во 20-тите години на 20-тиот век, многу повеќе ја познаваа суштината на македонското национално прашање. Овие кадри учествуваа во дискусиите за правото на Македонија на самоопределување, обединување и државност, дури за самостојност и независност, како и за економско-социјалните прашања, за надминување на лошата безбедносна положба во Македонија, поради српската асимилација и денационализација. Јас би сакал да го истакнам Коста Новаковиќ, тој е член на Комунистичката партија на Југославија, претходно и на Српската социјалдемократска партија и српски револуционер, кој што издава една брошура насловена како Македонија на македонците, земјата на земјоделците во 1924 година, во која што вели на Балканскиот полуостров или на Балканот никога нема да има мир се до оној момент додека Македонија е поделена. Во моментот кога Македонија ќе се обедини, ќе стане независна, тогаш ќе настане мир на Балканот. Сима Милјуш, во дискусиите кои се водеа во текот на 1923 година, најмногу во теориските објаснувања се доближи до ставот за постоење на оделен македонски народ, кој има право на свое самоопределување и државност. Резолуцијата на националното прашање во Југославија и резолуцијата за македонското и тракиското прашање, кои беа усвоени на 4-та земска конференција на КПЈ во почетокот на јануари 1924 година, беа резултат на сите напори и на македонските социјалисти и комунисти од постарата генерација. Панко Брашнаров, Стефан Попиванов, Тодор Зогравски, Петар Георгиев. Во споменатите документи, на Македонија се признаваше правото на самоопределување, обединување и создавање на посебна македонска држава република, право кое речиси низ целиот период меѓу двете светски војни не се изоставаше. Во тоа време македонските револуционери, комунисти, патриоти, студенти, интелектуалци Лазар Соколов, Кирил Милјовски, Кочо Рацин, Петре Пиру Земајски, Методи Андонов Ченто, Страшо Пинџур, Кузман Јусифовски Питу, Вера Ацева, Нада Богданова, Славка Фиданова, Александар Христов, Киро Глигоров и многу други низ градовите во Македонија, јавно на културни приредби за одбележување на значајни дати и настани од македонската историја, ја дополнуваа и афирмираа македонската национална програма, со нагласување на македонскиот национален идентитет и правото на употреба на својот мајчин македонски јазик и државност во рамките на Југославија или надвор од неа, со самоопределување до отцепување. Комунистичката партија на Југославија во тоа време беше единствена партија во илегала која што го признаваше македонецот како посебен ентитет и тоа едноставно го врза македонецот, оној малку посвесен, напреден работнички па и интелектуален елемент од Македонија кој се школуваше надвор од просторите на Македонија во Белград, Загреб и други места да се вклучат во тогашното напредно работничко и веќе појавено комунистичко движење. Македонските патриоти особено ќе се приклучат кон Комунистичката партија на Југославија непосредно пред Втората светска војна, кога фактички условите беа најповеќе созреани за да тој се обедини и тргне по патот да формира сопствена држава. Македонија беше поделена, еден дел беше окупирана од Бугарија како награда за бугарската верност кон нацифашизмот и Хитлер и од друга страна еден помал дел во Западна Македонија беа приклучени кон фашистичка Италија. Во покраинското раководство во Македонија во тоа време го раководи Методија Шаторов Шарло. Тој е една исклучителна личност од македонската историја, докажан македонец, кој што можне рано ќе му се спротистави на Јосип Броз како секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Шарло пред се бил човек на кој на душата му лежало решавањето на македонското прашање. И тој може би единствен од македонските комунисти кои биле во Коминтерната бил деклариран како Методија Шаторов Шарло, македонец од Прилеп. Доаѓањето на Методија Шаторов Шарло 1939 година на чело на Покраинскиот комитет на партијата за Македонија уште повеќе придонесе да се нагласат македонските национални барања и да се истапува посмело во поставувањето на истите пред раководството на КПЈ и пред Тито. Имено Шарло се залагал сите национални сили во Македонија, односно
без оглед, значи, на нивната социјална положба, интелигенција, селанство, работништво и така натаму да се обединат во фронт за национално ослободување и на Македонија. Исто така, на ова конференција Шарло и учесниците барале целосно иселување на српските колонисти од Македонија, кои во периодот меѓу двете светски војни имале задача да го србизираат и асимилираат македонскиот народ и како такви експоненти на големосрпскиот режим и на нивната експлоататорска политика на големосрпскиот режим, Шарло барал овие колонисти сите да се иселат од Македонија. Тоа се случи и на петата земска конференција на КПЈ, одржана во Загреб во октомври 1940 година. На којашта конференција Методија Шаторов Шарло ќе истапи со своја дискусија дека единствена можна солуција е формирање на македонски национален револуционерен фронт, кој што во себе ќе ги опфати сите структури на македонското население. Уште едно значајно прашање во неговата дискусија ќе предизвика една широка, жестока полемика, а тоа е прашањето со земјиштето, односно со правото на собственост. Вели, македонскиот народ и земјоделец досега го нема стекнато право на свое собствено земјиште. Неговото право е узурпирано од страна на доселените српски колонијални фамилии, на кои им е доделено најплодното и најубавото земјиште. Излезот од ваквиот проблем го гледа во земањето на земјиштето и доделувањето на македонските селани, земјоделци. Овие резолуции на оваа конференција и ставовите на Шарло биле критикувани, особено тој дошол во судир со двајца најблиски соработници на Јосип Брз Тито, Милован Гилас, кој држи реферат за националното прашање, и Иван Милотиновиќ, кој држи реферат за аграрното прашање. Но и покрај критиките кои ги добил на оваа конференција, Шарло не отстапувал од своите ставови за целосно решавање на македонското прашање и државотворно конституирање на македонскиот народ. Тито, меđutim, je dobio i prvu opoziciju u okviru Komunističke partije Jugoslavije upravo iz redova Makedonaca. Svi relevantni arhivski izvori i beogradski i moskovski u kojima se čuva arhiva Komunističke internacionale i svih njenih članica, pa i Komunističke partije Jugoslavije, pokazuju da je prvi čovjek koji se suprotstavio Titovom, kako on tad već kaže, samovlašću, Titovom apsolutizmu. Bio je Šatorov, Šarlo Šatorov, koji već i u dokumentima početkom 1941. godine, dakle samo pola godine posle Titovog zvaničnog ustoličenja za šefa Komunističke partije Jugoslavije. Се поевидентното настојување на Методија Шаторов Шарло да го стави акцентот токму на ослободувањето, обединувањето и независноста на Македонија по априлската војна 1941 година и новата окупаторска поделба на Македонија го предизвика Тито во заклучоците од мајското советување на КПЈ во јуни 1941 година по однос на задачите на македонските комунисти да го напише следното: Задача на македонските комунисти е да ги соберат народните маси во борбата против насилното припојување и делење на Македонија, а за слободно национално определување на македонскиот народ и за негова национална независност и слобода. Значи се нашле спротиставени скоро две концепции за решавање на македонското национално прашање. Комунистичката партија на Југославија и Јосип Броз Тито, мислам специјално Јосип Броз Тито, се залагал за обновување на Версајска Југославија, односно за демократско преуредување на Југославија во нејзините граници. Додека Методија Шаторов Шарло се залагал за целосно обединување на македонскиот народ, негово државотворно конституирање и формирање на слободна Советска република Македонија. Значи, тоа биле две различни концепции. Njihov sukob se završio te 1941. godine jednim prosto načinom na koji je Tito radio sve komu se god suprotstavio. Potpunom izolacijom Šatorova, isključivanjem Komunističke partije Jugoslavije. Еден од најблиските Титови соработници за време на војната, Милован Ѓилас, многу подоцна, во 1991 година, запрашан за пресметката со Шарло во 1941 година, ќе изјави дека се што се говорело за Шарло, дека тој бил предавник, не е точно.
дека со лаги и клевети се водела хајка против Шарло, кој бил македонец и по име, и по срце, и по душа. И се од 41 година до 52 година во Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија немаме ниту еден македонец. А Политбирото беше најважното тело кое креираше не само народно-ослободителната борба, туку и повоената изградба на Југославија, што значи македонците речели си немале никакво влијание во раководењето на оваа држава, и се до крајот на постојањето на Југославија, но специјално во периодот до 52 година, до 6-тиот конгрес на КПУ, кога единствен македонец кој беше коптиран во највисокото тело на Комунистичката партија, односно во Политбирото на КПУ, беше Лазар Колишевски, доверлив човек на Белград, кој без поговор секогаш ја спроведувал политиката на Политбирото и на Белград. Откако го отстрани Шарло од Покраинскиот комитет, Тито во писмото од Централниот комитет на КПЈ до Покраинскиот комитет за Македонија од октомври 1941 година отворено пишуваше дека при создавањето на партизанските одреди во Македонија да дојде до израз влијанието и авторитетот на српските партизани и српските кадри. Во секој обраќање фактички имаше доза на критика дека македонските другари, македонците, не се способни сами да си ја водат борбата. Таквите критики не беа изрекувани само од 1943 година, по доаѓањето на Светозар Вукомановиќ Темпо, туку уште пред почетокот на војната, а особено по суспендирањето на Шарло, без да се има целосен увид во општествено-политичките прилики во кои се наоѓаше Македонија во дадениот период. Тито je problem Makedonije sagledavao sa distance, preko instruktora. To je verovatno jedan od najvećih problema u njegovom ratnom odnosu sa Makedonijom i Makedoncima. Ne mogu instruktori rešavati problem jednog naroda, jedne nacije, koja sutra treba da bude i država, jeli? I očekuje se da bude država i ona ne može da bude izgrađena na zdravim temeljima, na dobrim temeljima. Ako nemate podršku autohtonog makedonskog stanovništva, nemoguće je da među makedonskim komunistima nije mogao da ne pronađe solidne oslonce u koje bi verovao i koji bi verovali njemu. Мора да се истакне еден факт кој што постои, меѓутоа долг период не сакаше да се види. Значи, некои луѓе не сакаа да се соочат со него. А тоа е што Македонија е единствената република која што функционирала како таква во Федеративна Југославија, во која што за време на Втората светска војна нема вооружени формации составени од домородно населени од македонци, кои што се борат на страната на нацистичка Германија или фашистичка Бугарија или Италија. Македонците, поголемиот дел од македонското население се партизани. Оние кои што не се партизани се цивили. Има многу малку случаи каде што македонци се вооружувале и действувале во рамките на овие армии кои што се наоѓале во Македонија, поголемиот дел од нив, како што споменав, присилно мобилизирани, меѓутоа во Македонија не е создадена ниту една таква единица која што се борела за целите на државите кои што се во Третиот рајх и нивните сојузници. Во ист период кога македонците сите вклучени во тоа партизанско движење, во Словенија има создадена формација која што се вика Словенска домобрана или домобрани, во Хрватска действуваат усташите, в Србија, Босна, Црна Гора се четниците, на Косово е создадена СС дивизија која што е наречена Скендербек, во Босна е наречена, има уште една таква СС дивизија која што е наречена Ханџар, со делот населението кој што има германско потекло, делови на Хрватска, Војводина, Унгарија и Романија е создадена СС дивизија Принц Еуген. Значи, во сите овие региони постои некаква формација вооружена која што се бори за силите на Третиот рајх. Во Македонија единствено сите се борат за ослободување на Македонија и припојување, односно создавање на обединета независна Македонија. Тоа е еден факт кој што мора да се истакне заради тоа што тоа е само доказ дека македонците сами си ја изборија победата и сами го остварија тоа што го живееме денес. За жал, само едниот дел од поделена Македонија. Во тој дух, македонското национално ослободително движење од самиот почеток е автономно и самостојно,
но е под постојан притисок од страна на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија тоа да влезе во рамките на југословенските антифашистички движења. Имено Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија сакал и Македонското национално ослободително движење да биде во нивни рамки за да може после војната да ја возобнови Версајска Југославија, но врз федеративен принцип и републикански принцип. Се поголемиот подем и развој на народно-ослободителното движење во Македонија кулминираше со крупни настани. Во тоа време, во крајот на февруари во 1943 година, како делегат на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и на Врховниот штаб, ќе дојде Светозар Вукмановиќ Темпо. Тој во Македонија ќе биде присутен во целиот тој период до конечното ослободување на Македонија, значи по завршните операции. Тој едноставно имаше задачи да ја контролира состојбата во македонското воено и политичко раководство. Тогаш ќе се случат и крупни настани не заради присуството на Темпо, туку заради степенот кој што го постигнаа македонските комунисти и патриоти. Тогаш ќе биде одржана во Тетово на 19 март првата седница на Централниот комитет. Буквално се формира прво македонско национално раководство, значи со македонци, македонска структура кој што има сопствена визија. Во октомври месец ќе биде објавен и манифестот на главниот штаб, еден значаен документ со кој што за прв пат пред македонската јавност ќе биде обзнанета една програма и цел на народно-ослободителната борба едноставно на покретот. Во однос на државноста, што е значајно за македонскиот народ, било покренато прашањето за идниот државно-правен статус на Македонија. Меѓутоа, таму доволно не е разработено, доволно не е елаборирано за државноста на македонскиот народ во неговите етнички граници. Туку се споменува само за еден дел од македонскиот народ, повеќе обврнато внимание, односно македонскиот народ кој живееше во рамки на Кралството Југославија. И поради тоа, околу декември 1943 година, група интелектуалци, членови на АНОК, објави еден документ. Тоа е приговорот на манифестот на главниот штаб и главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Нормално тој приговор има повеќе точки, но она што е најзначајно се наведува дека делумно ослободен македонски народ не значи и цела слобода на македонскиот народ во неговите етнички граници и државност, и дека македонското прашање не смее да се третира како југословенско, односно ги надминува тие југословенски рамки на решавање на македонското прашање, кое треба да се реши во една поширока Балканска федерација. Светозар Вукмановиќ Темпо му предлага на Јосип Брос Тито, командантот на македонските војски, Михајло Апостолски, да го произведе во повисок чин. Тоа Јосип Брос Тито и го прави. По првото заседание на АСНОМ завладува една еуфорија меѓу македонското раководство, воено и политичко раководство, меѓу македонскиот народ. Се почувствува духот дека Македонија веќе стана држава, се воведува македонскиот јазик, се воведуваат некои институции. Таму имаме ние президиум на АСНОМ, кое што има функција на влада. Војното раководство, национално раководство веќе си функционира, се формираат многу крупни единици. Ваквото самостојно делување на македонското раководство ќе дознае и Јосип Брос Тито. Тој ќе биде незадоволен од ваквата состојба, дури во една прилика тој ќе испрати една телеграма и ќе го повика во Белград на разговор. Михајло Апостолски не заминува во Белград. Едноставно тој останува тука и не сака да оди во Белград. Јосип Брос Тито упатува уште една дополнителна телеграма со која повторно го повикува во Белград на разговор и веќе Михајло Апостолски тука нема излез и тој мора да замине и во Белград заминува заедно со политичкиот комесар на главниот штаб Борко Темелковски и Лилјакот.
По разговорите во Белград настанува една порелаксирана и смирувачка состојба. Желбата и тенденцијата на македонецот да види сопствена држава, да види обединета, значи да го види неговиот сограѓанин од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија, во текот на Втората светска војна беше видлива. Таа видливост ја потврдуваат и членовите на англиската и американската мисија, кои што во своите дописки до нивните раководства кажуваат дека не е шега помислата македонците да се здружат во една држава самостојна обединета, и тоа нив ги загрижува. Таквата размисла се потврдува и на првото заседание на АСТОМ, кога имаме делегати ние од Егејска и од Пиринска Македонија. Поекстремно е на второто заседание веќе во декември 1944 година. Тогаш уште поекстремно се заприметува таа активност. Тито дури е загрижен, дури го прати и Кардели во Македонија да среди таа состојба, бидејќи осеќа дека може Македонија да изгуби од раце да му се лизне, заради долгогодишната, може да речеме и долговековната подчинетост на македонецот под турска управа, потоа под српска, па потоа бугарска и така натаму. Сега наеднаш кога избликува државноста на Македонија, македонецот едноставно присакува да сите делови на Македонија бидат обединети. Пред завршетокот на Втората светска војна, некаде крајот на 43-та, ми се чини, на ВИС, таму беше Врховниот штаб и Централниот комитет на КПИ, прими една делегација од Македонија на чело со Методи Андонов Ченто. Според сите кажувања и сведоштва, тој разговор бил многу корисен и продуктивен. Ченто во таа прилика го поставил прашањето на обединувањето на Македонија, на трите дела на Македонија, при што Тито не бил наклонет кон такво решение, меѓутоа се уште војната траела и не се знаело какви консеквенции ќе има крајот на војната и по македонското прашање. Меѓутоа, тоа што е сигурно е дека во белешките од тој разговор на Тито и Ченто, Ченто е опишан како големо македонец и тие белешки сигурно биле сочувани во архивата на КНОЙ, односно на УДБА во тоа време. Tito organizuje ustanak, pre svega, jer mu je to sredstvo da dođe na vlast. Njemu je primarni ratni cilj osvajanje vlasti, a ne borba protiv okupatora. Da mu je borba protiv okupatora isključivi ratni cilj, on sa tim okupatorom ne bi sklapao sporazume. Titu nema nikakve dvojbe. To čak ni njegovi najveći obožavaoci, ako drže do sebe, ne bi mogli da osporavaju jer je tu dokumentacija nepobitna. Titu je ratni cilj bio osvajanje vlasti. On je tu odluku, zajedno sa svojim najbližim saradnicima, doneo upravo u Dubravi kod Zagreba oktobra 1940. godine, kada je inaugurisan zvanično za šefa Komunističke partije Jugoslavije. Na toj konferenciji jedan delegat iz Dalmacije, koja je bila prva na udaru italijanskog fašizma, jer su već delovi Dalmacije bili pripojeni Italiji, ostao recimo ostrvo Vis u sastavu Italije, još od Prvog svjetskog rata. Postavio je pitanje, taj čovjek se zvao Amulić, šta ćemo raditi ako nas napadnu fašisti? Tito nije odgovorio, nego je odgovorio Kardelj. A Kardelj je do kraja svog života govorio ono što Tito misli i zbog toga se jedini održao pored njega. Da je bilo kad pokušao da govori drugačije, prošao bi kao što su prošli svi drugi. Jel? Kardelj kaže, mi ćemo gledati da prvo oborimo vladu. Vladu Jugoslavije. Ovome je trebalo nekoliko minuta da shvati šta to znači, pa je postavio Amulić dodatno pitanje. A šta kaže ako to neprijatelj iskoristi pa okupira zemlju? Pa kaže, mi ćemo kritikovati buržoaziju što se ne bori dovoljno za napredno za odbranu zemlje, koja je inače već pokorena jer je neprijatelj iskoristio
taj metež koji stvaraju komunisti da obore prvo vladu na koju napada fašistička Italija. Tito во текот на нов си создаде околу себе такво раководно јадро од српски, хрватски и словенечки кадри, кои во сеја поддржуваа неговата амбиција да стане и опстои како највисок партиски функционер, генерален секретар на Централниот комитет, да се одржи како главен командант на новата војска и на крајот да ја има во своји раце највисоката извршна власт во Националниот комитет на ослободувањето на Југославија, кој по второто заседание на Авној имаше улога на влада. Сето тоа покрај реалниот углед на Тито како лидер на најсилното антифашистичко движење на Балканот, го постигнуваше преку оделенијата за агитација и пропаганда при КПЈ, кои од крајот на 1943 година добија задача да го величаа Тито како голем стратег и војсководител, а потоа и преку оделенијето за заштита на народот, ОЗНА, формирано во мај 1944 година, преку кое беа гонети и ликвидирани бројни идеолошки и политички неистомисленици. Перо Симиќ, во врска со пропагандата за величање на Тито во ова време, ќе го даде примерот со политичкиот комесар на 21-та српска ударна дивизија, Станое Брајовиќ, кој за тоа време запишал: "Култот на личноста на Тито наметнат име на борците дури во 1944 година. Таа година за прв пат ни забележаа дека малку го популаризираме врховниот командант и добиваме наредба да го отстраниме тој голем недостаток. Така набрзо почнаа да исчезнуваат песните кои ги пеевме за мртвите борци: Раде Кончар, Славиша Вајнер Чичо, Бајо Секулиќ, Младен Стојановиќ, Симело Шолаја, Марко Орешковиќ. Постепено се претвори во еден култ, култ на жив човек, култот на Тито како бого човек, во верски религиозен фанатизам.